ни е нашата Ивана на линк, која што нешто друго ќе ни проговори, малку ќе ја подигнеме екосвеста на нашата македонска јавност. Добро утро за Ивана. Иванче, многу ти е интересен и многу ми се допаѓа твојот утрински стајлинг, да ти кажам, особено таа машна позади. И драго ми е што е една поинаква тема и ти ќе ни пренесеш некоја информација плюс. Ти благодарам, Сузе, иако не те гледам нели моментално, но верувам дека и ти изгледаш прекрасно како и секогаш. Добро утро до сите гледачи на Добро утро секое утро. Ќе ја подигнеме ова утро малку повеќе свеста за селектирање на пластика, односно за управувањето со отпадот. Токму и затоа ја одбравме ова локација за да се вклучиме ова утро. Позади нас можеме да ги видиме исчистените моментално контейнери, дека ова утро си ја завршиле работата вработените во јавното предпријатие комунална хигиена, иако граѓаните кои што ова утро ги сретнавме тука, кои што го фрла својот отпад, рекоа зошто не дојдовте вчера да снимите, да видите каква е гледката, а често пати гледаме каква е гледката низ скопските градски улици околу контейнерите, кога навистина има премногу отпад расфрлан околу контейнерите, но секако и преполни контейнери. Но ќе зборуваме за пластиката и за тоа како да се мотивираат граѓаните да ја селектираат пластиката и секако за незиното штетно дејство. Ова утро мој соговорник е Снежана Василевска од Сдруженијето Помалку пластика. Ќе ви посакам добро и убаво утро. Зашто се заложува Сдруженијето Помалку пластика и како да се одвикнеме од употребата и користењето на она пластика за една употреба. Добро утро до вас и до гледачите. Во однос на прашањето, ќе напомнам дека нашето здружение, како што и самото име кажува, се залага за минимизирање на употребата на пластика, посебно на еднократната во секојдневниот живот. Ние всушност се формиравме уште 2020 година како иницијатива за забрана на пластични кеси во период кога законот за управување со пакување и отпад од пакување беше малку заглавен во процедура, па со намера да притиснеме до институциите што побргу да се донесе тој закон, на со него и забраната за пластични кеси, а понатаму да се го направиме следниот чекор и да се ориентираме на пластика за еднократна употреба, останатата пластика за еднократна употреба. Но од сегашна перспектива гледано, на прашањето дали се постигна целта, која што всушност не беше и само наша цел, туку и потреба и декларативно и цел на Министерството за животна средина да ја намали употребата на пластика, ќе кажам дека не се постигна, иако низ официјални бројки се добива впечаток дека употребата е намалена за 85 па дури до 90%, тие податоци се точни, но не се и целосни, затоа што се однесуваат само на оние кеси што се наплаќаат на каса по 15 денари и само за нив се води евиденција. Останатите пластични кеси, сите оние во продавниците за облека, храна, за храна, да, е друга категорија, облека, чевли, IT, технологија и слично. Сите тие преку подзаконски акт, еден спорен подзаконски акт, беа дозволени да останат во промет и не само тоа, туку и оние тенки пластични кеси што на почеток се забранија и се повлекоа, се тој подзаконски акт се вратија повторно назад, сега без рачки, уште по тенки, уште по бескорисни и без можност понатаму да се реупотребуваат, што е исто многу важно, ниту за фрлање на ѓубре. Да, оние претходните можевме да ги употребиме неколку пати, барем ќе фрлевме отпад во нив, но овие буквално се само повторно завршуваат во кантата за отпадоци. Овде имаме и два контейнери кои што се за селектирање на пластика и на стакло. Како, господја Снежана, да се мотивираат повеќе граѓаните да го селектираат отпадот, односно и да селектираат пластиката? Мотивот кај граѓаните највеќе лежи во сознанието дека
нашите денешни постапки, последиците од нашето денешно живење и нашите постапки допрва ќе ги почувствуваат нашите деца и идните генерации. Затоа што пластиката не исчезнува, не се губи, таа постојано се кумулира, трае стотици и илјадници години и без разлика дали ние ја гледаме како габаритно ѓубре или пак веќе почнал тој процес на кинење на помали делчиња, на микропластика и нанопластика, која што е многу опасна и продира во почвите, во водата, во живиот свет, дури и во нас самите. Значи, тоа сознание каква околина ние ќе оставиме на идните генерации треба да биде најголемиот мотив луѓето да почнат да селектираат и правилно да го одлагаат отпадот. Меѓутоа, селектирањето и рециклирањето како прва помисла и не е решение на проблемот, затоа што не секој отпад се рециклира. И само стаклото и пластиката, пример, се рециклираат, стаклото и металот се рециклираат неограничен број пати, што не важи за пластиката и за хартијата, така што секој произведен предмет порано или подоцна ќе се претвори во ѓубре. И не може да се смета на рециклирањето како решение, да беше тоа решение, до сега светот не може да биде преплавен со отпад, туку треба да се превенира и да се троши што помалку пластика, што помалку отпад да се создава, а кога нели се создал веќе да се одлага правилно за да се даде можност на службите полесно да си ја завршат работата. Но сепак пакувањата во пластика, чешињата пластични, нели сепак имаат најниска цена, па можеби тука би требало малку да се вметне некои поголеми даноци за пластиката, стаклото да биде повеќе употребливо, односно стаклените амбалажи да бидат можеби со помала цена, па да почнат граѓаните повеќе да употребуваат стакло отколку пластика, која што сите знаеме каде и како завршува на депониите, кои што сведоци сме дека и многу често се палат, како во Скопје, така и во останатите градови. Да, точно е тоа. Што повеќе реупотреблива амбалажа, тоа подобро за животната средина. Стаклото е одлична амбалажа, но нели негов недостаток е што е доста тешко, па поголеми трошоци за негов транспорт. Како и да е, граѓаните треба да се навикнат што повеќе да ги избегнуваат овие готови пластични амбалажи, кои што всушност се еднократни. Исто така да се реагира во кафичите каде што се служи кафе со пластична мешалка, да се прифаќаат пластични цевки, оние големи чаши со пијалаци за носење, да, затоа што понатаму тие не може никако, ниеден капацитет не ги прифаќа за рециклирање, практично се претвораат во ѓубре, кое што и правилно да го фрлиме ние по контейнерите, кога се преполнети, знае да се разлета, да се растури и да предизвика една многу лоша слика, многу лоша гледка, така да би апелирала до граѓаните секогаш да се ориентираат на реупотребливи предмети, дали тоа ќе бидат оние веќе усвоени торби за носење, за пазарење, со кои што се надмина одреден дел од пластичните кеси, термоси, кутии за храна и што помалку да се користи таа еднократна пластика. Она што го видовме бенефитот е од пластичните кеси кои што почнаа да се наплаќаат во маркетите и во продавниците, барем дека не ги гледаме толку расфрлени по улиците како летат. Ви благодарам, господја Снежана, на одвоеното време. Се надевам дека и господјата Снежана и сите оние кои што се заложуваат за поздрава животна средина и секако ова здружение Помалку пластика, дека ќе ја подигнеме повеќе свеста како кај сите граѓани, помалку да се употребува еднократната амбалажа, особено од пластика, која што знаеме нели како завршува, а ниското ниво на селектирање на отпад секако негативно се одразува понатаму и на врз управувањето со пластичниот отпад, кој што се повеќе и повеќе е застапен на планетата Земја. Одлично подсетување, многу ти благодарам, Ивана, за овај разговор, да се надеваме дека успеваме малку по малку да ја менуваме свеста на нашите сограѓани. Поздрав и до твојата соговорничка.